Здраво и добре дојдовте на подкастот на Доење со љубов. Јас сум Наташа Цветановска-Тодосовска, сертифициран специјалист за доење, која стои зад брендот Доење со љубов, а во овој подкаст најискрено разговараме на сите теми од секојдневието на семејствата, погледнати низ призмата на доењето. Во денешната епизода ќе зборувам на една доста интересна тема, која што ја избрав баш како резултат на едно од советувањата, тоа ме инспирираше едно од советувањата во последниве неколку дена што ги имав со едно семејство. И сепак е тема која што многу често ја среќавам јас во моето секојдневие и јас лично самата ја имам искусено. Имено, нели сите знаеме дека доењето е навистина едно прекрасно чувство кога ќе го допреме нашето бебе, нели кога ќе го доближиме до нашето тело, кога ќе почне да цица се лачи окситоцини кај мајката и кај бебето и викаме тогаш имаме едно прекрасно чувство на уживање, на љубов, на поврзување. И стварно е така, доењето е една уникатна врска помеѓу мајката и бебето и стварно представува љубов и уживање. Меѓутоа, јас би се запрашала што кога не е така. Знам дека многу од мајките слушаат подкасти, нели дали за како нели да му пристапиме на нашето дете, како да го едуцираме, а кога се работи за бебиња, кога слушаме подкасти за нели за бебиња, често е тоа за доењето, за развој на нашето бебе, како да го поддржиме развојот. И јас тука сакам да зборувам повеќе на тема доење, бидејќи да, многу често слушаме како е тоа прекрасна врска, но многу од нас веќе биле во ситуација да во дадени моменти едноставно сето тоа им е премногу. Значи, премногу во смисла не можам веќе цел ден е бебето залепено до мене, што да направам, не можам. И тука наеднаш знам дека најчесто во 95% од ситуациите прво нешто што следи после таа мисла е огромна грижа на совест. Зошто се чувствувам така? Како можам да се чувствувам така? Па нели доењето е толку прекрасно? Јас ли нешто со мене не е во ред? Јас ли сум проблемот што ги имам овие чувства? И наеднаш сме преплавени од една таква грижа на совест дека нешто не е во ред или со нас, или со нашата врска, дека и после следуваат па и мисли кои што ни понемалку нели не би сакала да ги чувствуваме во смисла јас сум лоша мајка, што не можам да уживам, нешто не е во ред со мене, што не можам да се поврзам со моето бебе. И оваа тема сметам дека е многу важна, особено во првите, па да речем, 40 на дена, заради тоа што пак доењето во тој период знае да биде многу, многу интензивно. Значи, доенечките сесии да траат долго, бебенцето е стварно да е прилепено цело време до мајката и иако сето тоа е многу нормално, и тоа е еден природен процес, значи што го викаме транзиција од во матката, надвор од матката, меѓутоа сепак да е во близина на мајката, за да може и бебето нели полека да го сознае овој свет. По тоа што подразбирам, значи полека нели сензорно почнува да го чувствува светот, звуците, шумовите, значи се што стига во облик на сензорна дразба кај бебето, кое што полека неговото мозоче го осознава, се адаптира. Меѓутоа, тука сакам исто така да ја напоменам и целата таа сензорна дразба кај мајката. Во рете, значи во дадени моменти од вашето доенечко искуство, дури да се на самите почетоци, вие да не се чувствувате 100% пресреќни, весели и да ви е во секој момент убаво, и многу е во ред тоа да го кажете. Тука не зборувам значи за оние првични мигови каде што може и со доењето нешто да не е баш како што треба, па бебето не е позиционирано убаво на градата, па имаме дури болка, некоја таква сензација, туку тука зборувам за она, да кажам,
квази несимптоматско неуживање. Иако е симптоматско, меѓутоа пак ќе речем несимптоматско, затоа што не е заради болка, заради некаква траума, како што реков еве на брадавиците, туку едноставно е неуживање повеќе од аспект на заради она што го викаме сензори overload или буквално сензорна преплавеност кај мајката од допири, од чепкање, од правење, особено ако и многу често ова се среќава кај мајки кои што и за време на породувањето, значи имале многу почести вагинални прегледи, често биле чепкани, значи на физички допирани за време на тој процес, сосема е во ред, нели, да сака нашето тело и малку мир, што се вика и да биде оставено на рад. И доењето во тие први денови, особено што е толку интензивно, знае да биде на вистина да ја преплави мајката. Значи стварно да ја преплави и да ја и може да постои одредена иритација. Зошто? Затоа што повторно доењето изискува допир, пак ќе речем тегнење, нели, на брадавицата и така, мислам тегнење на ткивото, нели, на, да речем, на ткивото на градата, што иако не е непријатно чувство, повторно е некаква екстра сензација која што нашето тело ја немало предходно. И прилепеноста на бебето, цел ден и така натаму, и сето тоа може да влијае. Сакам за тие мигови прво да кажам дека се во ред да ги чувствуваме. Значи во ред да си кажеме, чека, мене ми треба мала пауза од сево ова, стварно не можам. И затоа сакав денеска и да напоменам неколку техники кои што можат да ви помогнат за да се справите со тие мигови. На почетоците, предлогот мој би бил земете си пауза. Значи знам дека е тешко заради тоа што имаме, нели, други домашни обврски и кога ќе речам земете си пауза, воопшто по тоа не подразбирам ајде сега мајката ќе го даде бебето на некој друг, дали на партнерот, на некој друг член од фамилијата, и мајката сега ќе оди, ќе мие садови и ќе дипли алишта, ќе пушта машини, ќе усисава. Значи воопшто не го мислам тоа, туку дадете си пауза, време само за себе. Дали ќе биде тоа тргнете се во некоја соба, дали ќе биде тоа дајте го бебенцето на некој па нека го изнесе бебенцето надвор. Нека е половина час, 1 час, малку мир, малку тишина. Ако сте во состојба веќе, значи поминало породувањето, поминало подолго време после породувањето, можете веќе, нели, да излезете и да се движите, излезете надвор. Значи сами оставете го бебето со некој, излезете надвор сами, дури една кратка прошетка до продавница, до пред домот, значи некаде што се вика, може на вистина да ви смени многу. Кратки вежби, исто така, значи јога, ако веќе, нели, и можете, мислам, ова веќе зборувам и за понатаму, доколку можете, значи вежби кои што се за релаксација. Јогата е тука на вистина добра заради тоа што го опушта целото тело и полека ви помага и умот, нели, да го подсмирите колку што можете. Едноставно дајте си малку оддишка. Вакви моменти доаѓаат често и понатаму во доенечката приказна, ако не ви се случат на почетокот. Меѓутоа на почетокот би рекла дека се по-специфични заради тоа што на почетокот имаме многу емоции после породувањето. Имаме наплив на екстремни емоции, значи екстремна радост, па после екстремна тага, и сето тоа се должи, нели, на резултат на хормоните. Многу мајки знаат и тоа неуживање во доењето во дадени моменти да го поистоветат и со, не само со беби блуз, туку и можеби со анксиозност, постнатална анксиозност или постнатална депресија. Јас тука не можам многу да зборувам, бидејќи не сум стручно лице во таа област. За таа област најсрдечно можам да ви ја препорачам Елена, значи Елена Джебар. Со претпоставам може ја следите, ако не да си ја заследите, особено ако сте мајки, заради тоа што има прекрасна содржина и за постпородилниот, значи постнаталниот ефект, прекрасни вежби и за тој период, работи многу често со мајки.
Значи подетално со незе, а и исто така и ми планираме некој значи во брзо време и подкаст на интересни теми поврзани со тоа. Јас само тука би можела следното да ви го наведам. Значи дека ако навистина се чувствувате така, особено во тој викаме постнатален период во првите 6 до 8 недели, пробајте да си дадете оттишка, да си дадете мали паузи во текот на денот. И ако повторно се чувствувате, добре, ми помогна ова, и после тоа си дојдете кај бебенцето и осетите дека има разлика, значи дека добро, сега можам да уживам, па за некој време можеби пак ќе ми дојде премногу, тогаш би кажала дека да, се што ви треба е една мала отдишка заради тоа што вашето секојдневие од вчера до денес се менува премногу. Меѓутоа, ако имате чувство дека, тоест ако забележите дека баш тоа чувство перзистира, значи дека вие цело време немате уживање, има и одредени некои други сигнали, мала консултација со стручно лице не би била на одмет. Значи тука би сакала пак да потенцирам како да диференцираме, да утврдиме дали се работи на вистина за некој проблем или едноставно само се работи за нешто го викаме сензорен overload или сензорно преплавување од толку многу дразби, допири, шумови на веќе изморено тело. Особено не е само физичкиот умор во прашање, туку е психичкиот умор. Тоа еве јас ќе кажам од искуство самата. Го забележав. Имаш еден момент кога едноставно само кај мене баш ваква ситуација дојде малку подоцна во дојнечкото искуство и сега баш ќе го опишам како пример за сите оние кои што и подоцна се соочуваат со нешто вакво. Некаде мислам дека беше кога Огнен имаше, дали имаше 7-8 месеци, околу 7 мислам дека 7-8 така тој период или 9 исто и кога и навечер знаеше доста често да се буди. Значи бевме нели во време на корона, сите бевме дома, не се излегуваше, она беше баш на првиот локдаун кога никој не излегуваше никаде. И нормално, значи како нели мајка на 2 деца дома на породилно отсуство со сопруг кој што работи во другата соба, пробував максимално и да анимирам до некаде 5 годишно детенце, тогаш кирката имаше 5 години, и да сум тука за Огнен кој што тогаш имаше 7 месеци. Едноставно и во текот на денот стварно беше прекрасно. Не велам не, значи си игравме игри, дури малку налудничав, меѓутоа знај да ми недостасува тој период заради тоа што иако навистина бевме ограничени од една страна, многу бевме неограничени во она, сега е мој лично видување, пак ќе речем, во она слобода да се имаме само ние, во овој момент без никакви притисоци социјални, општествени, дека морам да излезам, сега сум на роден ден, сега морам ова да направам, туку буквално си имавме и бевме тука и некако и сум истовремено се трудам да бидам благодарна за тој период и да го извлечам најдоброто и покрај нели што многу сум свесна дека беше навистина еден ужасен период. Да не должам многу, мислам, тоа беше едноставно мој механизам како да се справам со сето тоа што се случува во светот и мислам дека некако колку толку успеав нели да ја задржам мојата нормалност, меѓутоа што се случи? Цел ден играња, танцувања, имавме некои ритуали, се вежбаше на YouTube, тогаш излезе Joe Wicks, The Body Coach, и со него Бајле се вежбаше, па после тоа со Мила карате вежбавме дома, ни праќаше видео инструкторката, па после тоа не знам, пеевме, па цртавме, готвевме и сите тие работи во текот на денот, значи беа преубави, меѓутоа истовремено имав едно бебе кој што цицаше на саат време, залепено за мене. И една града, друга града, чепка, гушка, другото дете ме гушка, песнички пееме, викаме, Огнен вика, нели таа фаза на 7 месеци, кога вранчиња мали викаат по цел ден. И имаше еден дел од денот, мене ми се случуваше барем веќе така приквечер, кога не се работеше само за физички умор, затоа што и немавме нека огромна физичка работа, меѓутоа
кај мене почна да се случува баш тој сензорен overload. Во смисла, цел ден јас бев допирана, бев чепкана, иако се тоа пак ќе речам прекрасни моменти, некој не те чепка, не те тепа, туку едноставно те гушка и те бацува и те сака. И бебе кој што цица цело време на сат време цица од една страна, од друга страна те чепка додека цица те фаќа. И сето тоа е значи се од љубов и понајмалку значи нели тука треба да го имам она грижа на совест, што ја викам mom guilt. Меѓутоа едноставно имаше дел од денот кога јас ќе застанев и посакував малку мир и тишина и да сум тргнат. Едноставно телото си го посакував за себе. И сватив дека тоа навистина таа емоција многу се истакна откако веќе почна да игра улога и неспиењето. Значи огнен да ме буди навечер многу зачестено. И, например, поминува недела, две, каде што јас и навечер се будам многу често, значи цело време што се вика на час и пол, два, јас сум на штрек, се будам, преку ден исто играм, навечер повторно се будам, значи немав, прво не бев одморена како што треба, второ бев премногу, да кажам, сензорно стимулирана. Стимулирана и од музика, цел ден стимулирана од викање, од мавање или со играчки, најнормални работи. Меѓутоа имаше еден дел веќе во ноќта кога јас сакав едноставно само тишина. И не можев. И дури тогаш мислам дека и доењето во дадени моменти ми беше премногу, бидејќи некој ме допира, некој ме чепка, Мила ќе дојдеше да ме гушне. И навистина сакав едно половина час до час, никој да не ме допира, никој да не ме чепка, никој да не ми зборува, дури не сакав ништо. Значи, она што мене ми е секојаш сакам да си пуштам нешто, да изгледам барем една серија за мене што е, половина час, ни тоа не го сакав. Гасев се, гасев музика, гасев се, сакав мир и тишина заради тоа што ми беше премногу. Се случува тоа сакам да ви кажам, значи се случува и е состема во ред, особено кога сме преморени, кога сме изморени, не се работи на самото доење како чин, тоа сакам, значи да ви го донесам денес, дека не се работи на самото доење како чин, не значи дека ние не уживаме во доењето, не значи дека ние таа врска што имаме со нашето бебенце или детенце веќе не ја сакаме или дека не ни одговара. Се работи за нешто кое што да речеме дополнително што ни се случува, а се одразува преку тие допири и преку тие, да речем, нели сензации што ги имаме. Често имам и мајки кои што ќе речат јас веќе не можам, ама па не сум сигурна дека сакам да го одбијам моето детенце. Сега зборуваме веќе па и на возраст од година и пол, можеби и 2 години. Каде што сакаат, не можат веќе, меѓутоа истовремено, ама не сум јас баш сигурна дека сакам да престанам. Тука јас не можам да ви одговорам дали може да престанете, дали е тоа знак дека дефинитивно треба да престанете. Тоа го знаете само вие. Меѓутоа, што можам да ви препорачам? Пробајте со техниките кои што ни се на располагање, кои што ни дозволуваат да здивнеме малку и после тоа видете како се чувствувате. Па ќе речем, ако чувството, пример, перезистира дека стварно не сакате веќе ова да го правите, сосема е во ред. Меѓутоа, ако сепак гледате дека има некое уживање, значи во сето тоа, тогаш тоа е знак дека најверојатно вам ви треба малку одмор. Значи, излезете, повторно ќе кажам, излезете и надвор, излезете дури и со бебето, некогаш со самото тоа излегување, особено па и со детенце, ако сте дома, да кажем, и детенцето знае често да доаѓа да бара, да цица, изнесете го надвор, прошетајте, видете, одете на некое место, одете во некоја игротека, посетете нешто едноставно и вие отргнете се од секојдневната рутина, можеби и вам ви треба едноставно малку промена на секојдневието. Повторно ќе речам, кратки вежби, пробајте ако сте поголемо детенце заедно нешто да вежбате, да ви биде интересно, едноставно му го, нели, што викаме, тргнете вниманието. Кога имате можност, излезете сами надвор, али пак ќе кажам, секој пат кога викам земете си време за себе, не значи сега ќе излезам и ќе бидам под стрес заради тоа што треба ова да направам, треба вака да направам, леле овој список, дали ќе стигнам, детето после треба да го носам ваму, значи сите тие работи едноставно не се, да речем, уживање. И знам, некој ќе каже немам време, навистина немам време и знам како е, меѓутоа
15 на 20 минути во денот мислам дека вреди да се одвојат, во кој што ќе застанеме, ќе замижиме, ќе издишиме и ќе кажеме ова време си го давам себе си. Нека е нешто многу кратко. Нека е нешто било што кратко, кое што значи нешто што вам ви носи мир. Направите си бања. Да, знам, секој од нас нема време, еден туш брзински, затоа што кај имам јас време да се киснам во бања. Заспите ги децата и речете си денес, еднаш во неделата јас ќе си приуштам да ја наполнам кадата, ќе си легнам и ќе си запалам свеќе, ако тоа нели е вашиот момент на опуштање, ќе си легнам и ќе пробам да уживам. И ако заплаче дете, после тоа ќе го превземе партнерот и нека проба да го смири едноставно, нели? Или тоа направете го и преку ден, ако имате можност. Значи, било какви моменти кои што вам ви носат мир и тишина и мала сепарација од она хаотично секојдневие. Најважно ми беше едноставно само да напоменам и да ви кажам дека не треба никогаш да се ставаме нели грижа на совест, дека лоши мајки сме ако не уживаме во сето тоа, дека е нормално да имаме одредени иритации. Се присетив само што ова ќе ви го кажам, се присетив исто и на уште еден момент кога мислам дека леле колку вака и кога се присеќам ми доаѓа буквално морници ме пролазуваат. Тоа беше кога имаше еден период кога Огнен цицаше од едната града, многу сакаше другата да ја чепка. Значи да ја чепка со прстите брадавицата, да ја врти или не знам, леле, јас мислам дека тогаш тоа толку многу ми иритираше и мислам дека бев спремна и да застанам и да го прекинам доењето и дури да му речам нема веќе, ако вака правиш ништо не правиме. Ама така речам, беше мало беби, не разбираше многу, мислам мало поголемко бебе беше, ама повторно не разбираше воопшто ништо се случува ни зошто и затоа не можам тоа да му го замерам воопшто. Значи да му кажам ти ова намерно ми го правиш. Во такви ситуации пробајте на пример некако да ја направите недостапна вашата друга града, дали во позицијата во која што дојдете некако нешто направете. Едноставно затоа што знам дека и тоа знае да е доста иритирачко и знам колку тоа исто може да води до кратење на подои, па дури имало и ситуации кога имам зборувано со други мајки и до ситуации да се прекине подојот, па дури да му се тргне раката на детето, па детето има и заплачено после такво тажно, па после на мајка ти е криво, леле чекај, зошто? Сето тоа е нормално, сакам да ви кажам, значи сепак доењето, запомнете дека е една флуидна врска. Значи цело време тече, цело време се менува, нема константа и готово сега е вака и ќе биде вака до крај. Не, динамиката ќе се зголемува, фреквенцијата некогаш ќе цицаат многу почесто, некогаш не. Некогаш ќе уживаме многу повеќе, некогаш па и не, особено пример поврзано исто со хормоните, кога се враќа, обично знае кога се враќа циклусот, тој период да малку повеќе да сме изиритирани, да кажам, да и такви исто така и допири на градите знаат малку повеќе да ни иритираат. Сето тоа е нормално, но најважно од се што сакам да напоменам во оваа епизода е дека мораме да разговараме отворено за овие работи. Значи, мора да разговараме отворено дека е окей, дека не е се прекрасно како на некои прекрасни доенечки слики што ги гледаме каде што мајката ужива, бебето ужива, тоа, ама мислам тоа е стварно вистина така, но тоа не е така 24/7. Значи, како што и јас исто многу си ги сакам децата, сакам да ги гушкам, ама некогаш знам и да им се налутам, за нешто треба да ги воспитам, да им кажам. Значи, таа врска што имам јас со моите деца и доењето исто така е една врска каде што некогаш ќе уживаме, некогаш и не толку и не се работи дека јас свесно не уживам во таа врска. Се работи едноставно за сензорни стимулации кои што едноставно во даден момент за нашиот мозок се премногу. Особено, како што викам, ако имаме изморен мозок, мајчински мозок кој што и не е спиен и цело време се секира и гледа деца и прави да не редам нашиот список во секојдневието е долг, без да ја спомнам воопшто нашата професионална работа, значи што ја правиме, не по професија, иако не дека ова не е професионално,
Така што сосема е во ред. Кратки оддишки. Тоа сакам исто така да го земете со себе. Кратки, давајте си кратки оддишки во текот на секојдневието и ќе видите колку се ќе ви биде полесно. И секако бидете отворени. Јас и за тоа исто имав и пишувано, се сеќавам дека и си напишав пост. Да, во моментов не уживам и после тоа повторно уживам после некое време. Значи, се е нормално. Никоја патека што одиме во животот не е прекрасна и глатка. Одиш, па ќе најдеш на камен, ќе се потсопнеш, некогаш ќе паднеш, повторно ќе станеш. Исто така е и со доењето. Мислам дека колку толку се надевам дека барем ви дадов некаква поддршка за се ова и дека барем успев малку на вина која што мислам дека многу некоректно си ја додаваме на сите товари што ги носиме во секојдневието, дека ви помогнав таа вина малку, вака да ја оставите настрани да си кажете, ти не си моја за носење. Да, сите овие други проблеми може треба да ги носам и да ми тежат, ама ти не припаѓаш во овој товар. Ви благодарам и се слушаме во следната епизода.